Благослов. Тоа е зборот кој што најчесто го користиме кога доаѓаат празници. И еве сега во ова атмосфера на новогодишни и божитни празници, често пати ќе читаме, ќе слушаме, па и ние самите ќе искажуваме благослови. Кога се поздравуваме, обично кажуваме нека ти е благословена новата година. Ајде многу благослови во ова година. Ајде нека ти се благословени деновите. Ајде благословени празници. И овој збор го употребуваме толку често, особено ние христијаните, без да размислуваме за неговото значење. Па дури понекогаш станува излитен затоа што го користиме онака од ракав, нели, за се и се што. Но дали сме се запрашале кое е значењето, која е дефиницијата на благословот? Што представува самиот благослов сам по себе? Јас се размислував овие денови, особено кога ги читав еве новогодишните, божитните честитки и благослови, и ме замисли ова нешто и решив да малку се задлабочам во значењето на овој збор. Секако сите ќе се сложиме дека не е само убави зборови, иако понекогаш можеби најчесто и така го перцепираме. Кога велиме, нели, нека ти е благословен денот или ајде со благослов оди, понекогаш е само изговорена фраза. И жално е ако така гледаме на тоа нешто. Понекогаш можеби не размислуваме дека тоа има тежина, има многу подлабоко значење. И би сакал затоа денеска да го погледнеме значењето, дефиницијата на благословот, да ја погледнеме библиската рамка, што во библиски црти благословот представува, како благословот е користен, и да можеме да се охрабриме преку тоа нешто. Една од дефинициите за благослов гласи вака: одобрување и поддршка за физички, материјален и духовен напредок од Бог поради тоа што стоиш или вршиш нешто кое што е во Божјата волја. Значи, да бидеш благословен, тоа значи Бог да ги отвори своите ресурси за тебе, да ти ја понуди својата заштита, мудрост и се што добро тој има на тебе, затоа што стоиш во неговата волја или вршиш нешто што е по негова волја. Тоа исто како замисли најбогатиот човек на светот да ти каже: имаш достап до мојата банкарска сметка во секој момент. Како ќе се чувствуваш? Можеби во моментот супер, нели? Можеби во моментот нема да возиш убава кола, ама самото сознание дека имаш на располагање ресурси во секој момент те прави да се чувствуваш убаво. Тоа представува благословот. Кога Бог вели дека го благословува некого, кога вели те благословува тебе, тоа значи дека тој ти ги нуди на располагање неговите ресурси, неговата заштита, неговата мудрост и се што тој е. Тоа значи дека имаш неговата поддршка. Тој вели: јас стојам позади тебе, со тебе сум. Јас те благословам, ти давам да напредуваш, да одиш напред во тоа што го правиш. Еврејскиот збор, всушност во Стариот Завет има два еврејски збора кои што најчесто се преведуваат со зборот благослов. Првиот еврејски збор што најчесто се користи е барак. Може да значи пофалба, честитање или поздрав. Кога некој е пофален, кога за некој се упатуваат позитивни зборови или честитки. Но исто така и одобрување за нешто. Во Битие 1 глава 22 стих е првата појава на овој збор, каде што Бог ги благословува сите суштества, сето создание што тој го создал. Пишува дека и Бог ги благослови суштествата, птиците, и ги благослови да се плодат, да се множат и да ја размножат земјата. Слично на тоа наоѓаме и во стих 28, кога Бог ги благословува првиот маж и првата жена, Адам и Ева, ги создаде и ги благослови. Исто така читаме кога Бог го повика Аврам во ветената земја, во Битие 12 глава, тој ветува дека ќе го благослови, дека ќе го зголеми неговото име, неговото потомство и дека преку него ќе ги благослови сите луѓе на земјата. Овде
ако ги гледаме особено во Стариот Завет, ќе видиме дека благословите се јасно поврзани со среќа и благосостојба. Овде се однесува за Аврам, но и за другите луѓе. Во 22 глава од Битие, Бог повторно го благословува Аврам, но овде гледаме дека благословот се должи на неговата послушност. Бидејќи овде Аврам требаше да помине низ еден голем тест. Бог му кажа на Аврам да го жртвува својот син во знак на верност кон него, лојалност кон Бог. И кога Аврам беше спремен на тој чин, во последен момент ангел Господов го спречи. Бог рече: видов дека се боиш од мене, видов дека си ми послушен и затоа јас ќе те благословам. И до тука можеме да научиме две нешта, особено во Стариот Завет. Првото нешто што го научувате ако ги истражувате благословите во Стариот Завет, ќе видите дека тие најчесто се поврзани со материјална, тоест физичка благосостојба. Нештото за кое што ние и денеска копнееме. Нештото кое што и ние и денеска го подразбираме кога ќе го слушнеме зборот благослов. Ние најчесто помислуваме на материјален напредок. Кога ќе кажеме ајде Бог нека те благослови оваа година, на што прво помислуваме? Пари ќе има. Ќе течат пари, добро е. Но не секојаш благословот се однесува на материјални нешта. Иако во Стариот Завет пред се тоа е искажен во материјална или физичка благословстојба. Затоа и кога го читавме благословот денеска во Повторени закони 28 глава, таму најчесто читавме за материјални благослови. Таму вели: ќе биде благословена твојата нива, ќе биде благословен плодот на твојата утроба, ќе биде благословено житото твое, се што си посеал ќе биде благословено, ноквите твои, значи амбарите ќе бидат полни. Во денешен превод тоа би било: сметките во банката ќе ти бидат полни, значи ќе имаш многу ресурси, ќе имаш многу пари. И така звучеа благословите во Стариот Завет. И тоа е првото нешто што може да го научиме. Бог не благословува физички и материјално, но тоа не е неговата единствена цел. Второто нешто што можеме да го научиме е дека благословите најчесто се условени од нашата позиција, нашите поведенија и дела, или од нашата состојба, нашиот однос кон Бог. Постои една сличност помеѓу два збора што ние ги користиме. Едниот е зборот благодат, другиот е благослов. И тие се многу слични. Благодат е незаслужена Божја милост. Значи Бог ни дава благодат таму каде што ние не можеме, каде што ние не заслужуваме да можеме да успееме. Благословот, од друга страна, често пати е условен. Значи, за да го имате Божиот благослов, треба да стоите во неговата волја. И затоа слушнете како започнува, можеби најпознатиот благослов во Стариот Завет, кој што се однесува на Израел. Вели вака: ако го слушаш гласот на Господ твојот Бог, и ако ги пазиш и извршуваш сите негови заповеди, тогаш благословен ќе бидеш во градот и благословен ќе бидеш во полето и така натаму. Но со кои зборови започнува овој благослов? Вели: ако го слушаш гласот на Господ и ако ги пазиш неговите заповеди. Постои услов. Бог вели: ќе те благословам во сите твои патишта, ќе те благословам дома, ќе те благословам на нивата, ќе те благословам кога излегуваш од дома, кога влегуваш. Најчесто има сега еден популарен надпис, има во рамки се продават, дома го имате во домовите, можеби на табличка напишано: Боже благослови го оној што излегува од овој дом, нели? А оној што влегува и дај му мир на оној што останува во него. И ова убаво ни звучи. Нели, убаво е, значи кога ќе излегувам Бог ќе ме благослови, кога ќе влегувам Бог пак ќе ме благослови, кога ќе останувам Бог пак ќе ме благослови. И овде истото го вели Бог: благословен ќе бидеш кога ќе излегуваш, благословен ќе бидеш кога ќе влегуваш, благословен ќе бидеш кога ќе си на нивата. Но постои услов. Слушнете го условот, вели: ако го слушаш гласот на Господ твојот Бог и ако ги пазиш и извршуваш сите негови заповеди што денес ти ги заповедам, тогаш Бог ќе те благослови. Гледате, благословите често пати се условни. Исто еден од најпознатите псалми во Библијата, Псалм 1,
Вели, благословен е човекот кој што не оди на советот на безбожниците, не застанува на патот на грешниците и не седи во друштво на развратници. Кој човек овде е благословен? Не вели секој, туку оној кој што не оди по патот на безбожниците, оној кој што не седи во друштво на развратници, оној кој што вели не застанува на пат на грешници, тој кој што не е на патот на грешниците, тој кој што не е во друштво на развратниците, тој е благословен. Повторно, човекот кој што врши неговата волја. И ако го читате овој псалм, ќе видите кој нешта Бог ги ветува. Тој вели ќе биде како дрво посадено покрај вода. И тој ќе дава плод навреме. Неговите лисија секогаш ќе бидат зелени. Се разбира, ова е метафора, но тоа кажува дека Бог ќе те благослови во животот, да имаш она што ти треба, да секогаш се чувствува добро, срцето ти биде исполнето и не велиме, леле Господе, колко е ово убаво. Но го занемаруваме првиот дел. Првиот дел вели, благословен е човекот кој што не оди на советот на безбожници, не застанува на патот на грешници и не седи во друштво на развратници. Ти не можеш да живееш грешен живот, да одиш по патот на грешниците, да уживаш во нивните исто така пороци, во нивното друштво, да си живееш живот во прељуба, во кражби, во неморал, во неправда, а потоа да дојдеш кај Бог и да очекуваш Бог да те благослови. Може би само затоа што одиш на црква. Бог вели дека не може така. Неговиот благослов доаѓа кај оние што не одат по патот на грешниците. Затоа овие се првите две работи што можеме да ги научиме, особено од Стариот Завет. Значи, во Стариот Завет благословите се најчесто материјални, за материјалната и физичка благосостојба, и друго нешто што учиме е дека тие се условени. И ова го гледаме од повеќе места. Друго нешто што можеме да научиме е дека благословот не доаѓа само од Бог. Во Стариот Завет обично ќе видиме дека тој често доаѓа и од луѓе кои што го имат Божјиот авторитет. Најчесто во Стариот Завет, освен Бог, благословите ги давале луѓето кои што се глава на семејството. Најчесто во староста читаме за Исак, пред да умре, тој решил да го благослови својот син Јаков. Читаме во една друга прилика, Јосиф ги благослови своите синови. И ова го гледаме како луѓе кои што се поставени со Божји авторитет, и во тој случај благословот што тие го даваат има една голема тежина. Еве благословот што Исак го дава, например, на неговиот син Јаков, во Битие 27 глава, вели, мирисот на мојот син е како мирис од полето, што го благословил Бог. Затоа Бог нека ти даде роса небеска и родна земја, многу жито и вино во изобилие, народи да ти слугуваат и племиња да ти се поклонуваат. Ти ќе бидеш господар на братот свој и ќе ти се поклонуваат синовите, и проклет да биде оној што те проколнува, а благословен нека биде оној што тебе те благословува. Еве еден благослов искажан од родител кон својот син. Реков дека во Стариот Завет има два еврејски збора. Барак. Вториот еврејски збор за благослов е Ешер или Ашере се користи. Исто така се преведува како среќа или среќен. Затоа, кога читате со овој збор напишан текст, благословен е овој човек, исто така може и да означува среќен е овој човек. Во Јов 5 глава, например, 17 стих вели, блажен е или благословен е човекот кој што Бог го поправа, кој што Бог го укорува или го дисциплинира. Може исто така да се преведе и како среќен е тој човек, кој што Бог решил да го дисциплинира, да го поправи. И продолжува, вели, затоа не презираја дисциплината на семокниот. Овде можеме да научиме уште една работа за благословот. Дека благословот е поврзан со знанието дека Бог работи во нашите животи за да не насочи на вистински пат. Ова ни кажува дека понекогаш благословот може да е на состојба на Божја благонаклоност,
а не неминовно состојба во кое што имаме се. Често пати кога некој за нас ќе каже, абе ти си благословен човек. Ние кажеме, да бе, благословен, немам пари струјата да си ја платам, благословен. Ние обично размислуваме, ако за некој се каже дека е благословен, размислуваме колку тој има материјални нешта. Од каде бе тој благословен, нема вошки у главата, шо велиме ние, нели? Зошто не се? Но благословот не значи секогаш, дека некој е благословен, не значи секогаш дека минуваш низ добра состојба, не значи секогаш дека материјално добро стоиш. Бидејќи овде читаме, вели, благословен е човекот што Бог го дисциплинира. Убаво ли е кога си дисциплиниран? Па не баш. Кога децата дома ги дисциплинираме, прашајте ги дали им е убаво, знаеме што значи дисциплината. Не се баш радуваат, но дисциплината значи да бидеш поправен и да бидеш вратен на вистинскиот пат. Во таа смисла, благословен е човекот што Бог го дисциплинира, бидејќи Бог се заложил тој човек да го стави на вистинскиот пат, таму каде што треба да биде. И биди среќен ако е така, биди среќен ако Бог решил да се заложи за тебе, ако се потрудил да те врати на вистинскиот пат. Замисли ако Бог дигнал раци од тебе и рекол, па што сака нека прави. Тргнал по грешен пат, нека оди, шо ме гајли, нека пропаѓа, нека оди во пеколот. Но Псалмот вели, благословен е човекот, среќен е човекот што Бог го дисциплинира. И ние си кажеме, како бе да сум среќен кога примам дисциплина? Не ти е баш до среќа, нели? Не ти е баш до радост кога добиваш укор. А дисциплината Божја знаеме како некојаш може да изгледа. Понекогаш дисциплината може да значи да бидеш лишен од нешто, може да минуваш низ некаква мака, може Бог да ти испрати луѓе кои што ќе ти одат на нерви, може да доживаш различни работи и во таа ситуација Псалмот вели ти си благословен. Ти кажеш, како бе благословен? Погледни што ми се случува, на нерви ми одат овие луѓе, погледни што минувам, низ какви маки ми ја удрија колата, погледни сега морам дополнително да плаќам и ти велиш благословен си. Како може да бидам благословен? Затоа што преку тие работи понекогаш Бог те гради и те дисциплинира. И затоа благословот може да биде состојба. Ние кога ќе кажеме Бог нека ти ја благослови годината, или Бог нека ти ја благослови, ајде со благослов на работа, ние обично очекуваме сега на работа ќе не пречекаат со торта, нели? Водам благословен на работа. А замисли таму колегата толку на живци ти иде, што не можеш да го издржиш денот. Ти си велиш каков благослов е ова. Кога ќе ти кажат нека ти е благословена годината, ние си мислиме сега оваа година само пари ќе ми стигаат, само пари, се убави работи. Ајте ти ги уште на почеток проблемите. И ти се чудиш како е можно да ми биде благословена годината или работата или што и да е кога овие нешта се случуваат. Затоа што понекогаш преку тие нешта Бог нас не оформува. Има едно видео кое што кружи на Facebook, извадок од еден филм, и доста е популарно затоа што ни ја кажува токму лекцијата на ова нешто. Свештеник е повикан да зборува за тоа и го прашуваат во судница, го прашуваат како е можно Бог да е добар кога тој дозволува во нашите животи неволи. Го прашуваат како е можно да кажеш дека си благословен ако во твојот живот има неволи, има неправди, се случуваат зла. И еве што одговара свештеникот. Вели вака: јас побарав од молитва во Бог сила, а тој ми даде потешкотии за да ме направи силен. Побарав од Бог мудрост, а тој ми даде проблеми за да ги решам. Побарав од Бог храброст, а тој ми даде опасности за да ги надминам. Побарав од Бог љубов, а тој ми испрати проблематични луѓе за да ги љубам. Сите мои молитви се одговорени. Ја сваќате сега поентата, нели? Кога ние бараме Боже благословиме да имам повеќе љубов, Бог вика добро, ќе ти пратам проблематични луѓе, па ќе научиш да љубиш. Кога ние велиме Боже благословиме да бидам силен, Бог вели добро, ќе ти испратам проблеми за да те направат силен. Кога велиме Боже, нели, дај ми храброст, Бог вели добро, ќе ти дадам опасни ситуации за да те направам храбар. И во тие нешта Бог повторно не благословува, бидејќи целта на Бог
во овие нешта што ни ги испраќа не е за да не уништи, туку да не направи подобри луѓе. Затоа псалмот вели благословен е човекот кога Бог го дисциплинира, кога Бог го поправа, кога Бог го враќа на неговиот пат. Еден познат проповедник, Чарлс Сперџон, тој рекол вака: ако би можеле да ги видиме нештата какви навистина се, што навистина се случува во духовната сфера, зад завесата, ако би можеле навистина да ги согледаме последиците од гревот и плодовите од светоста, тогаш спаѓаме во ретките луѓе кои може да се наречат благословени. Спаѓаш ли ти меѓу тие луѓе? Проблемот е што понекогаш ние не можеме да видиме што се случува зад завесата. И ние си мислиме: Господе, каков мизерен човек сум јас? Зошто дозволуваш сето ова да ми се случува? Па нели сум јас твоето благословено дете? Нели ти велиш дека ќе ме благословиш? Зошто овие нешта сега? И знаете што Бог ти вели? Ако би можел да видиш што се случува зад завесата, ако би можел да видиш што навистина се случува и што јас правам за тебе, тогаш би знаел дека си благословен. Бидејќи благословот, реков, не секогаш значи да се ни врви добро. Благослов значи состојба во кое што ја уживаме Божјата благонаклоност. Благослов значи дека Бог прави се за да она што се случува во нашите животи да излезе на добро. Затоа во Псалм 1 вели: блажен е човекот кој што не оди на патот на безбожниците, и вели тој човек, пишува за него, тој е како дрво посадено покрај вода изворска и својот род го дава навреме. Кај тој човек, вели, неговиот лист не вене и во се што прави напредува. Во Новиот Завет исто така постојат два збора кои што се преведуваат како благослов. Првиот збор е макариос. И овој збор се користи во проповедта каде што се наброени блаженствата. Ние имавме посебна серија проповеди за ова нешто, но ако сте читале во Матеј 5 глава, таму имате наброени блаженства. И овде е употребен овој збор макариус, кој што се преведува кај нас како блажени, но исто така се преведува и како благословен. И еве што пишува овде, ќе го прочитаме пак овој текст за да се потсетиме. Вели: благословени се бедните по дух, зашто нивно е царството небеско. Благословени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Благословени се кротките, зашто ќе ја наследат земјата. Благословени се гладните и жедните за правда, зашто ќе се наситат. Благословени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Благословени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Благословени се миротворците, зашто ќе се наречат синови Божи. Благословени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е царството небеско. Благословени сте и вие, кога ќе ве срамат, ќе ве прогонуваат или лажно ќе говорат против вас заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Овде е употребен овој збор. И овде од овој збор можеме да научиме две работи. Прво, за разлика од Стариот Завет, ќе забележите дека благословите во Новиот Завет, па и во овој збор кој што се користени, повеќе има духовна отколку материјална димензија. Ние многу не го сакаме, нели, овој дел, ама верувајте, и овој дел ни е потребен. Ние најчесто кога слушаме за благослови, ние сакаме материјални благослови. Да ни са, нели, нивите плодни, да ни раѓаат, да имаме пари многу, здравие да имаме. Но во Новиот Завет благословите се фокусираат на духовниот дел. И затоа ќе видите дека овде во ова што го читавме нема многу ветувања за материјални нешта. Но затоа пак има духовни ветувања. Овде ќе видиме имаме ветувања за утеха. Благословени се оние што плачат затоа што ќе бидат утешени. Имаме ветување за Царството Божјо. Благословени сте вие, бидејќи вели ќе го наследите Божјото царство. Имаме ветување за тоа дека ќе бидеме во Божјото присуство. Вели: благословени сте чистите по срце, затоа што ќе го видат Бога. Ќе бидеме во неговото присуство. Имаме ветување за плодови на Светиот Дух. И сите овие нешта се духовни благослови.
Така да, овие нешта се различни, но исто така ни се потребни и текако, многу по-потребни од материјалните. Дејќи да бидеме реални, материјалните нешта се привремени. Се това што го имаме на овој свет еден ден ќе исчезне или ќе мора да го оставиме. Еден ден сите мораме да заминеме од овој свет. Колку и да си богат, колку и да си направил во овој свет, колку и да си изградил, што и да имаш, еден ден треба да го напуштиш и ќе заминеш. Твоето тело ќе заврши во гроб, а твоята душа оди при Господа. И затоа духовните благослови се поважни. Затоа е многу поважно да знаеш дека имаш вечен живот, отколку дека имаш голема куќа. Многу поважно е да имаш радоста и мирот Божи, отколку да имаш голема банкарска сметка. Веќе има луѓе што ја има таа сметка, ама го немат Божиот мир. Многу поважно е да можеш да бидеш во Божиото присуство, отколку да имаш се и да бидеш во присуство на грешници. Затоа духовните благослови овде се како приоритет во Новиот Завет. И овде многу повеќе зборот благослов се однесува на духовната сфера. И ќе видиме дека на некој место тоа дури е и нагласено. Во Ефесијаните 1 глава 3 стих, например, вели: нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата преку Христос. Гледате, Павле овде нагласува, вели, не благослови со духовен благослов. Тоа е важното нешто. Духовните благослови се итекако важни. И затоа не треба да го презираме зборот благослов или кога некој не благословува. Иако живееме во едно материјално, да кажеме, време и во еден материјален свет. Пред неколку години Тоше, кој што е старешина во црквата во Кавадарци, го знаете повеќето од вас, тоа е исто така и оптичар, има дуќан за оптика, за очила. Тој ми кажа, ако добро се сеќавам, дека некоја жена, некоја примерна жена, добра жена која што доваѓала често кај него, во една прилика требало да ја поправи некој очила. И таа кога дошла да си ги земе очилата, му поставила интересно прашање. Му рекла: сега, сакаш ли да ти платам или сакаш да те благословам? Кој од двете? Тоше го избрал второто, рекол: сакам да ме благословиш. И жената го благословила. Но што би избрале вие? Ти си речета: бе, дај ми ти на мене пари, остай ти благослов. Така да, подобро да си имам, нели, пари во раката, отколку некаков си благослов. Што значи тоа? Не можеш ни да го опипаш, ништо. Што значи за мене благослов? Дај ми ти пари, ова е сигурно работа. Но Тоше избрал благослов. Но во секој случај, верувам дека Тоше направил добар избор. Нели, не дека постојано луѓето место пари ќе му нудат благослов, ама кога ќе се ставиме во ситуација да избереме помеѓу едното и другото, треба да како христијани да веруваме дека благословот има исто така голема тежина, дури поголема отколку физичките нешта. Веќе ние сме научени во овој свет да гледаме само преку вредноста на материјалното. И затоа ја занемеруваме вредноста на благословот. И затоа Новиот Завет сака да не научи на вредноста на благословот и дека духовните нешта, кои што можеби се нематеријални, исто така имаат тежина и голема вредност. Второ нешто што можеме да го научиме во Новиот Завет, кој што исто така се крие во овие зборови на благослов, е дека благословите во овој контекст имат и една димензија. Ќе видите и блаженствата што ги читавме, нели, благословен се оние што плачат зашто ќе бидат утешени, благословени се кротките и така натаму. Овде ќе видиме дека ветувањата се секогаш во идна форма, секогаш се во идно време. Вели, ќе бидат утешени, ќе бидат помилувани, ќе го видат Бога и така натаму. Кога се однесуваат овие нешта? Во идно време. Бог вели: вие сте благословени затоа што сте во таква состојба и заради тоа нешто ќе бидете наградени. Бог ќе откликне на вашите потреби, иако во моментот се уште тоа го немаме. Затоа, како христијани, треба да научиме дека ние, ако живееме според Божјата волја, сме благословени
иако некои од тие благослови се уште не ги искусуваме, се уште не сме ги доживеале. Во Лука 14 глава, например, овде им кажува, се кажува, вели, на своите гозби, вели Исус, повикувај сиромаси, сакати, куци и слепи. Така ќе бидеш благословен, зашто тие не се во состојба да ти возвртат. Сега си велиш, добро, како ќе бидам благословен? Значи, јас треба на нив да дадам се, да ги угостам, да им помагам и ќе бидам благословен, а тие не можат да ми вратат. Кој е благословот? И слушај што вели Исус, вели, но ќе ти биде возвратено на денот кога праведниците ќе воскреснат. Исус вели, ќе дојде денот кога ќе ја примиш наградата. Но ако го правиш тоа нешто, ти си благословен. Зошто? Затоа што си натрупуваш богатство за идниот век. Затоа што ти следува награда. Затоа си благословен. Како што реков на почетокот, ако го правиш тоа нешто, Бог ги отвара твоите ризници, ти ја нуди неговата сметка на располагање. И тој вели, утре, кога ќе треба да влезеш во таа сметка, знај дека ќе ја имаш на располагање. Понатаму читаме во Јаков 1 глава, вели, благословен е оној човек што е покрај искушенијата низ кои што минува, останува верен. И откако ќе го помине испитот, Бог ќе го награди со вечен живот, како што им вети на сите што го сакаат. Повторно гледаме дека овде имаме идна димензија на благословот. Ако останеш верен, ако поминеш низ искушенијата и му останеш верен на Бог, вели Бог ќе те награди со вечен живот. Остани верен во сите искушенија, не се откажувај од Бога. И ти ќе бидеш благословен. Благословот и овде има димензија на нешто што ќе го искусиме доправа. А вториот збор кој што во Новиот Завет се користи е елогео, малку исто потежок збор. Овој збор најчесто означува давање на позитивна изјава, поздрав или поддршка. Така да, или пофалба, кога во овој контекст се користи зборот благослов, не мора да значи дека ти нешто примаш, но може да значи убав искажен збор, пофалба или поддршка, признавање за тоа што го правиш. Така да ќе видиме, например, овој збор се користи кога Исус ја благословува храната или кога ние ја благословуваме храната. Во Матеј 26 глава, 26 стих, пишува дека Исус го раскрши левот и го благослови. Овде гледаме дека само Исус дава, за овој чин дава една позитивна изјава. Во Ефесијаните 1 глава, 3 стих, Павле го благословува Бог, вели нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ. Што можеме ние да му дадеме на Бог, да ве прашам? Ако благословот подразбира давање на нешто, тогаш ние на Бог не можеме ништо да му дадеме. Но Павле овде сепак го благословува Бог. И овде е користен овој грчки збор што означува не дека ние на Бог нешто му даваме, него Бог, Павле го поздравува Бог, му искажува пофални зборови за она што Бог го прави за нас. Кога ние велиме Боже биди благословен, тоа не значи Боже ние ти даваме на тебе нешто, од нас ти нешто можеш да земеш, него Боже ние те пофалуваме, ја препознаваме твојата добрина. Боже ние препознаваме дека ти си свет, дека ти си праведен. Ние упатуваме пофалби до Бог. Затоа во ова смисла благословот значи една пофалба, значи одобрување, значи препознавање на она што е исправно. Во 1 Петрово 3 глава 9 стих исто така вели не враќајте зло за зло и наврада за наврада, туку благословувајте ги оние што ве колнат. Тоа значи дека ако другите кон нас упатуваат лоши зборови, ние да не враќаме со лоши зборови. Ако некој нас не колне, ние кажеме добро, нека Бог па тебе те благослови. Сега, ова многу пати на нас ни е чудно, нели, како можеме да го благословиме непријателот, како може да го благословиме оној што е нечесен, кој што е зол, оној кој што е лош. Но замислете некој човек кој што има лош карактер. Ако вие го колнете, тој ќе биде
Уште подобар или уште полош? Уште полош. А сакаме ли ние лошите луѓе да бидат уште полоши? Која корист ќе имаме од тоа? Замислете општество со лоши луѓе, а ние бараме Бог да ги направи уште полоши. Ниту општеството, ниту ние ќе имаме корист од тоа. Затоа Библијата не учи, ако некој е лош, да го благословуваме. Веќе благословот подразбира тој човек да станува подобар, а не полош. Ако ние го колнеме, тој ќе стане уште полош. Во овој контекст има смисла да ги благословуваме дури оние што се лоши, дури оние што не колнат. Ако некој тебе те колне, ти благословувај го. Има една таква шега, не знам дали ја знаете, кога некоја комшивка постојано ја колнела другата комшивка, во меѓувреме ова станала христијанка. Тие си враќале клетви едни со други, ама кога станала христијанка, таа научила дека не треба да колне, туку да благословува. И сега после некој време комшивката пак излегува и пак со клетви. Господ да те казне, гром да те удри, огин да ти изгоре, не знам што се не. А ова христијанката како да ја врати, вика, тебе па Господ нека те благослове. И ова се збунила малку и сега не знаела што значи. И сега си помислила да не е тоа нешто лошо, рекло, па тебе 10 пати повеќе да те благослове. Но ете, денеска научивме, верувам, некои корисни работи за благословот. Кога зборуваме за благословот, најнапред треба да сватиме дека тоа не е само збор. Благословот, рековме, дека подразбира, ако си во позиција на Божиот благослов, подразбира дека ги имаш на располагање Божите ресурси. Тоа значи дека стоиш во позиција на Божјата благонаклоност. Исто како Бог да ти вели, јас сум на твоја страна, се што ти треба, тука сум. Барај од мене затоа што те поддржувам во тоа што го правиш. Ме имаш мене за пријател. Тоа значи да бидеш благословен од Бог. Благословот исто така рековме дека не значи дека секогаш секој ни е подмачкано. Понекогаш благослов значи да ја почувствуваш и Божјата дисциплина. И тогаш си благословен, бидејќи Бог се грижи за тебе и не дозволува да застраниш. И Библијата вели, биди среќен ако Бог те дисциплинира. Биди благословен. Благословот, рековме, не е само материјален. Бидејќи најчесто кога ние ќе слушнеме дека некој е благословен, или ако некој на нас ни каже биди благословен, ние очекуваме пари да дојдат од некаде. Но благословот не е само материјален. Има многу духовни нешта што се многу повредни отколку парите или материјалните нешта. Исто така рековме дека благословот најчесто е условен. Сакаш Бог да те благословува, тогаш живеј според неговата волја и според неговите заповеди. Читавме на многу места каде што Бог вели, ако си ми послушен, ако ги вршиш моите заповеди, јас ќе те благословам. Ќе бидеш благословен кога влегуваш, кога излегуваш, јас ќе те благословам. Ако сакаш да го имаш Божиот благослов, тогаш биди во неговата волја, врши ја неговата волја. Стој во неговото присуство. Барај Господ да те води, да му бидеш послушен. И на тој начин ќе бидеш благословен. И на крајот рековме дека благословот подразбира и нешта кои што допрва треба да се случат. Тој има и една димензија. Кога читаме ветувања за благослови во гората на блаженствата, таму гледаме дека многу од овие нешта ни се ветени кои што допрва ќе се случат. Ветувањето за вечен живот, ветувањето дека ќе го видиме Бога лице во лице, ветувањето дека ќе го наследиме небесното царство. Овие нешта допрва треба да се случат, но тие се ветени како благослов на оние што му се верни на Бог. Затоа бидете среќни ако спаѓате помеѓу тие луѓе. Ако сте помеѓу луѓето кои што ја вршат неговата волја, тогаш знајте дека сте благословени. Иако можеби некојаш не се чувствувате така. Можеби понекогаш ние мислиме дека овој свет е поблагословен од нас. Мислиме дека Бог повеќе го благослови, повеќе му дава, а дека ние сме мизерните, но верувајте, не е вистина. Ние сме благословените. Ти си благословениот или благословената, ако си негов син, негова ќерка и ако стоиш во неговата волја. Затоа радувај се, бидејќи ги имаш неговите ресурси на располагање. И Бог ти ветил нешта кои што допрва ќе ги искусиш во твојот живот. Амин.